Во денешното издание на музичката емисија Мега Фолк, почитувани фолк пријатели, имам чест да ви го представам Горан од Дипломатик Бенд од Скопје. Горан, добре ни дојде во Мега Фолк. Добар ден, поздрав до вашата прекрасна емисија и до гледачите на вашата емисија. Дипломатик Бенд, кажавме дека е од Скопје. Може ли еве првично една мала лична карта, кои членови се во Дипломатик Бенд и од кога постои бендот? Дипломатик бендот постои 6 години, 5 члена се, Горан, мислам јас, Петар, Алек, Славчо и Стефан. Сите сме од Скопје, постоиме 6 години и функционираме перфектно. Знам дека имате премногу настапи, скоро секој викенд сте некаде на свирка, нели? Меѓутоа, еве за нашите гледачи да ги подсетиме и вашите обожаватели, нели, сигурно ќе сакаат да слушнат што во моментов работи Дипломатик Бенд. Моментално Дипломатик Бенд сме посветени сега повеќе на свадбите, ама и работиме друг материјал, сакаме да извадиме едно добро CD и да сме здрави сега, ќе видиме о том потом. Така, има неколку песни кои што веќе се вртат и на радиостаниците и на ТВ станиците. Колку авторски песни до сега има Дипломатик Бенд? Имаме 2 авторски песни, 2 преработки и 1 чочек имаме снимано и моментално ќе снимаме уште 3-4 нов материјал, па ќе видиме о том потом. Дали може би авторските песни се дело на некој од членовите на Дипломатик Бенд или соработувате и со некои познати авторски имиња од македонската естрада? Соработуваме скоро со сите авторски имиња, сад да не ги именувам са многу се. Во последно време фолк групите предпочитаат да снимаат и музика во живо, претежно преработка, нели, на македонските стари песни, староградски песни или популарно наречено ковери на тие песни. Дали Дипломатик Бенд го следи тој тренд на снимање на стари македонски песни кои што се изведуваат во живо и потоа истите да ги пласирате и преку социјални мрежи, YouTube канал и така натаму? Во последно време, последните неколку години, старите песни се враќаат назад и луѓето ги бараат старите песни, значи сакаат да се вратат, да ги оживееме на старите песни, да се оживеат и гледам дека народот ги прифаќа тие песни. Се уште може би популарно и групите и солистите во фолк музиката да настапуваат и на македонските фестивали. Имаме доста фестивали во нашата земја. Некои велат дека е доволно само да се учествува, некои одат за да земат награда, меѓутоа јас мислам дека е најдобро кога песната ќе остане да се слуша. Дали Дипломатик Бенд планира да се појави на некој од македонските фестивали? Сме со план да видиме, сме у преговори, значи не е уште сигурно за Охрид фест, па ќе видиме о том потом. Да не ветуваме, сега ќе видиме, ама мислам дека Охрид фест треба да излеземе на Охрид фест, па ќе видиме. И она што за крај би ве запрашал вашите идни планови, она што е можеби спланирано за тековнава година, дали можеби ќе имате некое гостување или турнеја и надвор од нашата земја? Имавме една турнеја, ама бевме ангажирани околу свадбите во овдека, не можевме да едноставно да мрднеме, што се вика. Плановите ни се, Господ само да дава здравје, добра работа, добри свирки и тоа е тоа. Горан, благодарам што бевте дел од Мега Фолк на Мега Телевизија. Ви посакувам многу успех, ќе следиме вашата музичка кариера, се што е ново да го промовираме кај нас. Фала, поздрав до вашата емисија, се најдобро. Почитувани гледачи, тоа беше Горан од Дипломатик Бенд, а во продолжение следува токму музичка numera од Дипломатик Бенд. Останете со нас. megafolktop@gmail.com е електронската адреса каде што и нареднава недела ги очекуваме вашите гласови. Љубете се, сакајте се и слушајте македонска музика. Довидување.